За јавноста која ги виде авионите, а и за самата Јапонија. Ова беше нешто ново. Француски борбени авиони летаат заедно со јапонските. Заедничките воздушни вежби се дел од поголемата француска вежба со кодното име Пегазе 2023, што се одржува низ Индо-Пацификот, вклучително и на француските островски територии. Природно е дека Франција, резидентна нација на Индо-Пацификот, е особено загрижена од геополитичките тензии што се чувствуваат во регионот како резултат на конкуренцијата меѓу големите сили. Тензиите ги чувствува и НАТО, која наведуваат Кина како предизвик за интересите на Алијансата, велат безбедносни аналитичари. Интересот на НАТО е многу засегнат од она што се случува во Индо-Пацифичкиот регион. Тоа значи дека НАТО мора да биде повеќе ангажиран за својот интерес. На последниот самит во јули НАТО дебатираше за отворање канцеларија за врски во Токио, но францускиот председател Емануел Макрон го блокираше потекот во НАТО и покрај низиниот близок сојуз со Јапонија. Прилично е јасно дека председателот Макрон сака да спречи каква било ескалација или динамика што може да доведе до ескалација со Кина. Кина предупреди дека отварањето канцеларија на НАТО во Токио ќе го дестабилизира регионот. Таква опасност нема, вели аналитичарот Цурука. Тоа никогаш нема да го промени балансот на силите во регионот. Франција засега ги турка билатералните односи со сојузниците од Индо-Пацификот. Франција секогаш сака да нагласи дека НАТО е евроатлантска организација со некако јасни географски граници и одговорности. А тоа оди подалеку и во основа го надминува основниот мандат. Јапонија и Франција велат дека нивната заедничка вежба има за цел да ја промовира визијата за слободен и отворен Индо-Пацифички регион. Но дали НАТО има улога во таа визија? Тоа е прашање што Алијансата и низините сојузници во регионот допрва треба да одлучат.